Почитувани гледачи, добро вечер. Добро не дојдовте во емисијата Здравието е се. Што туку помина неделата за борба против глауком и затоа одредивме заедно со нашите лекари да разговараме токму за оваа болест. Глауком е потенцијално заслепувачка болест на окото, во која постои постепено оштетување на нервните влакна на оптичкиот нерв. Тоа е заболување на очниот нерв кое се јавува поради покачен очен притисок и слаб доток на крв во окото, со карактеристични промени во видното поле. Повеќе за оваа болест ќе ни објасни нашата гостинка, доктор Верка Петрова, специјалист офталмолог. Добро вечер, докторке, добро не дојдовте за прв пат во емисијата. Ќе разговараме на оваа тема, многу е актуелна и се е почеста и не само кај постарите, туку и кај помладите. Кажавме дека втората недела од март се одбележува неделата за борба против глауком, па еве затоа ќе посветиме повеќе внимание на оваа болест, да објасниме на почетокот што е глауком и какви видови на глауком постојат. Глаукомот е очно заболување кое се состои од покачен очен притисок. Зборот глаукос потекнува, името на глаукомот потекнува од старогрчкиот збор глаукос, што значи зелен. Тоа поради уште во античко време доајените на медицината Хипократ и неговите соработници приметиле дека кај луѓето што ослепеле, што го изгубиле видот од глауком, се добива еден зеленкаст рефлекс на зеницата и затоа го нарекле глауком. Тоа име се задржало и до денеска. Инаку стручното име е очна хипертензија или покачен очен притисок. Притисок прават течностите, а телесни течности се очната водичка, мозочната водичка, крвта, стомачната течност и така. Глаукомот е задржан до денеска изразот и се употребува за заболување кое се состои од оштетување на главата на очниот нерв, односно завршетокот на очниот нерв во очното јаболко, кој што трпи промени, иреверзибилни промени од покачениот притисок на очната водичка, која се наоѓа во предната и задната очна собичка или како што ние викаме комора, која се наоѓа пред и зад шареницата. Очната водичка се ствара во задната очна комора од цилијарното тело, така наречена една структура на окото цилијарно тело, и таа од задната комора преку зеничниот отвор излегува во предната комора и така потоа се елиминира во циркулацијата. Таа очна водичка има свој притисок кој што треба да биде во граници на нормала за да се обавува физиолошката функција на окото како виден орган. Сакам да кажам дека глаукомот е тиво крадец на видот. Да. Ќе кажеме зашто го носи тој епитет, но дали имаме повеќе видови на глауком? Има повеќе видови глауком и со различна етиологија, мислам, со различна причина за појавување и по своја терапија. Тие ќе ги објасниме така. Имаме акутен и хроничен глауком. Акутен и хроничен глауком, односно има првата подела е на примарен и секундарен глауком. Примарен глауком е фактички заболувањето на окото кое што се јавува без надворешни влијанија. Самото око е резултат за да се јави заболувањето, додека секундарниот глауком е покачен очен притисок од различна етиологија, од други заболувања на организмот или повреди. Так, многу е важно да ги објасниме причините поради кои може да дојде до глауком или, како што кажавме, тивок крадец на видот. Так, да. Мораме да ги објасниме ризик факторите кои влијаат и дали е наследен. Да. Ризик фактори за појава, сега збореме за примарниот глауком, пошто секундарниот глауком, рековме, е резултат на некое друго заболување од организмот или резултат на постоперативно компликации, резултат на некоја повреда на окото, каде што се пореметила структурата на самото око. И
така да тоа и не е интересен за денешната тема. Ќе зборуваме за примерниот глауком, кој што се јавува. Ризик фактори прво се самото око, конфигурацијата на самото око, генетскиот фактор, наследен фактор од фамилијата, потоа имаме кај некои кардиоваскуларни заболувања, кај диабет и така тоа се неколку заболувања кои што можат да предизвикаат очен притисок. Меѓутоа, голем процент од заболените луѓе го добиваат без да имаат некои симптоми. Тоа се конституционална наследност. Да се поремети соодносот на елиминацијата и продукцијата на очната водичка. Сепак, кога ќе зборуваме за симптомите, дали може по нешто, барем по некој симптом да се препознае и човекот да го упати на лекар, кога веќе не е доцна и кога веќе не е загубен видот? Во тоа е проблемот и затоа тоа име тивок крадец на видот. И една досега се рачунаше во светската, популација, најголем процент на губење на видот беше од глауком, но сега првото место го зазема ретинопатијата, диабетичната ретинопатија, меѓутоа сепак глаукомот е на второ место. И ја зафаќа најмногу популацијата над 40 години возраст. Така. Дали можеме да ги поделиме по машки или по женски пол, кои повеќе страдаат или? Па така се мисли дека повеќе страдаат женските од глауком, меѓутоа тоа е една предпоставка. Од прилика во некој литература се сретнува дека после 40 години возраст од 50 обработени луѓе, 1 до 2 заболуваат од глауком. Тоа не е малку. Меѓутоа, покрај тој глауком што се јавува како примерно заболување, постојат класификацијата има, глауком кај деца, вроден глауком, стекнат глауком, глауком како резултат на други заболувања, компликација од други заболувања, а најмногу се задржала номенклатурата на глауком, конгенитален, односно вроден, кај новороденчиња кои се раѓаат со покачен очен притисок, за жал. И потоа во јувенилната популација, кај младите до 20-25 години, е адултниот глауком за од 35 години па нагоре. Постои и друга класификација, која што е по видот на самиот глауком. И една голема група имаме со отворен агол и глауком со затворен агол. Тоа е иридокорнеалниот агол или аголот што го формира рожницата со шареницата, ирисот со корнеата, и така се вика иридокорнеален агол, кој што би требало да има кривина од 25 степени. Имаме од глауком со отворен агол и глауком со затворен агол. И така, тие се разликуваат по етиологијата, по изгледот на окото, меѓутоа терапијата е иста. Да, ќе разговараме подоцна за терапијата, но еве, кога човекот открие дека има глауком и како се диагностицира истиот? Што го наведе, дали веднаш станува слепило, како тоа доаѓа до оштетување на очниот нерв и се разбира до покачен очен притисок? Глаукомот е хронично заболување со безсимптоматски почеток. Пациентите не се свесни дека имаат очен притисок, по ништо не можат да приметат дека нешто не е во ред со нивниот вид или со нивното око во почетокот. Нема ни до намалување на видот, значи. Нема во почетокот, долги години нема намалување на вид, поготово нема намалување на централниот вид. Централниот вид кој што ние можеме сами да го детектираме, се намалува во последните фази. Додека периферијата прва страда од покачениот очен притисок. Тоа е тивок, значи крадец на видот, пациентите немаат никакви симптоми, мислат некоја главоболка, нешто така што не можат со ништо да ја поврзат, реверзибилна, со денови нема ништо, и така некогаш приметат дека почнат да имат празнини во видот, скотоми, така стручно речено скотоми,
или оштетувања по овие местимични оштетувања на видот, почнува нешто кога гледат во светлосен извор да добиваат, во јак светлосен извор да добиваат како одсјај, како околу светлосниот извор да добиваат кругови во различни бои од боите на виножитото и така некои не специфични оплакувања за да веднаш се јават на лекар. И кога ќе дојдат, тогаш веќе кога ќе почнат да осетат дека тоа најмногу се случува, дека видот се намалува, дека нешто имат фактички проблеми со видот, тоа е веќе во напредната фаза и така тешко може да се одржува, меѓутоа сепак медицината придава голема важност на ова заболување и постојат лекови, постојат начини да се одржува, али не да се излечува. Излекување нема. Еднаш добиен глауком, за век добиен. Да. Како се диагностицира? Тука имате современи апарати за диагностицирање и дали со едно мерење на очен притисок може да се воочи дека човекот има глауком? Со едно мерење на очниот притисок фактички само може да се види моменталната состојба на притисокот, која што не е многу меродавна за понатамошниот исход на глаукомното заболување. Меѓутоа, тоа е пак еден прв увид кога може да се прв знак дека нешто се случува со окото и треба да се мере повеќе пати глаукомот, односно очниот притисок, да се мере, да се направи една дневна крива на движење на очниот притисок, кој што се мере во утринските и во вечерните часови, за тоа што се претпоставува дека ноќе навечер се качува притисокот и утринското мерење е померодавно. А потоа се прават исследувања на очното дно, прво и основно и пристапно за сите офталмолози е прегледот на очното дно со офталмоскоп, каде што се гледаат промените на очниот нерв. Очниот нерв, кој што се наоѓа на задниот пол на окото, е за завршетокот фактички на мозочното ткиво со очниот нерв кој што завршува со главичката на очниот нерв или стручно кажано папилата на нервус оптикус, која што ние офталмолозите ја гледаме со офталмоскоп. И тука се приметуваат промени на нејзината боја, колоритетот, изгледот, соодносот со крвните садови и тие работи што те наведуваат да помислиш дека постои дека постои нарушување на функцијата на очната водичка и се превземаат другите овие терапеутски процедури за да се процедури за откривање на болеста и нејзино одржување потоа. Прво и основно е, како што реков, промените на очниот нерв, кој што веднаш офталмолог ќе ги примете и потоа треба да се направи мерење на очниот притисок, да се мери аголот, иридокорнеалниот агол, кој што е исто така многу важна работа. Имаме очен притисок, заболување со отворен агол и со затворен. Реков дека аголот е нормално од 25 степени. Имаме кај глаукомот со затворен агол, кој што е по-неповолна ситуација, каде што се намалува очниот иридокорнеалниот агол, и кај глаукомот со отворен агол, кој што е во 3:1. Фактички е соодносот меѓу глауком со отворен агол и глауком со затворен агол. Глаукомот со затворен агол со полоша прогноза и побрзо се манифестираат несаканите ефекти од самото заболување. И сега, за разлика од другите болести за кои има лек, кажавме дека еднаш добиен глауком за секојаш добиен.
глауком ќе има пациентот, тоа значи ли дека нема лекови кои може да го барем одражуваат или сосема да се излечи? Во денешно време, денешно време постојат лекови. Прв лек е со капки, со капење капки. Капките се првата терапија што се дава на глаукомните на луѓето заболени од глауком. И тука постојат, значи, самата суштината на самото заболување е пореметувањето во соодносот у смисол на стварање и елиминација на очната водичка. Очната водичка, како што реков, се ствара во задната очна комора, позади шареницата, и таа ја обложува леќата, која се храни преку очната водичка. Знаеме дека за да гледаме мораме да имаме оптички медии прозирни, а прозирни аваскуларни, значи без крвни садови очни медии се само во окото. Тоа е рожницата која нема крвни садови, потоа леќата исто која нема крвни садови, и стаклестото тело кои што возможуваат да преку зеничниот отвор ние испраќаме видните сигнали до мрежницата, односно до точката на јасниот вид, па потаму тие патуваат преку очниот нерв до центарот за вид, кој што се наоѓа позади на окципиталната регија во мозокот, позади на задниот дел на главата. Значи, сепак имаме капки со кои би можело да се одржува. Тоа е првичната терапија. Првичната терапија е со капење капки. Постојат две врсти на капки. Едни се да ја спречат стварањето, продукцијата на очната водичка, а другите капки се усмерени во смисол да ја спречат стварањето на очната водичка, а другите да ја убрзат елиминацијата. Фактички, нели, како што реков, суштината на заболувањето е задржување на повеќе количина очна водичка, не пореметиот сооднес од стварањето, но продукцијата на очната водичка и елиминацијата. Тие треба да бидат усогласени. Колку водичка се ствара, толку вода да се елиминира. Таа вода преку таа водичка, очна водичка, се елиминира преку така наречени водени вени, кои што се покрај шареницата, односно покрај рожницата, во цел круг околу периферијата на рожницата. Имаме тука шлемови канали кои што ја превземаат таа очна водичка, и преку тие водени вени, ашерови вени, кои што ги има само таму во човековиот организам, оде во циркулацијата во вените еписклералните и склералните, вените на белката, и оде во венската циркулација. И така се елиминира. Сега, кога е пореметена продукцијата, се ствара повеќе водичка, а додека елиминацијата е нормална, имаме задржување повеќе очна водичка. Истата таа делува, го зголемува притисокот на окото, и индиректно преку зголемувањето на притисокот во предната комора и задната се оштетува најнежната структура, односно главичката на очниот нерв. Прво претрпуваат крвните садови кои што се најдуваат помеѓу снопчињата на нервните влакна, аксоните, завршетоците од нервните влакна. Најпрво се оштетуваат, значи, циркулацијата. Имаме слаба исхрана на аксоните, на нервните завршетоци на очниот нерв, и потоа постепено и тие се на еден начин, народен речен начин, сушат, атрофират фактички, и нивното намалување, нивната атрофија предизвикува намалување послапи импулси, на видни импулси да одат преку очниот нерв до центарот за вид, и према тоа видот се намалува. И така е и усмерена терапијата. На едните лекови се за намалување на продукцијата на очната водичка, а другите се за подобра елиминација. Да. А тоа што се однесува за капките, Тоа се капките. Тие ги има кај нас сега, има и фирми кои што ги произведуваат, и наши, македонски, и на бившите наши југословенски територии. Имаме и од
познати светски фирми, кај нас сега лекови има од сите врсти, меѓутоа такво е заболувањето да многу голем ефект нема. Нема да се излекува, туку само ќе стопира прогресирањето. Целта на офталмолозите е да се задрже, пошто оштетени нервни влакна нема повеќе поправање, нема лекување, нема излекување. Тука би ја споменала операцијата. Колку може операција да помогне во сето тоа? Така, сега, прво се почне со медикаментозна терапија, односно капките. Потоа, кога се виде дека тука нема некој посебен ефект, во заболувањето прогредира, се оде на оперативно лекување, а сега имаме и лазерско лекување. Тоа се прави, оперативното лекување у смисол на правење еден шант помеѓу предна и задна очна комора, за да се усогласи продукцијата со елиминацијата, да нема задржување на очна водичка. Исто така и со лазер, арголазер коагулација на периферијата на рожницата се прават и се прават исто така канали, повеќе канали, за да може повеќе да излегува очната водичка, да оди во вените. Пошто по застапење, поголема причина е елиминацијата, отколку продукцијата. Продукцијата со терапијата до некаде може да се намале, али елиминацијата малку потешко иде и се задржува повеќе очна водичка отколку што треба, која што врши перманентен притисок на нежниот очен нерв. И колку може операцијата да помогне, односно или пак лазерското третирање? За сега има случаи каде помага, остане после за до крај да нема покачување на притисокот, да остане на тоа ниво. Али има и меѓутоа има и случаи кога се и покрај тие направени интервенции не може да се намали притисокот, па може да се повторуваат повеќе пати истите интервенции и така. Колку може да дојде до комплетно слепило од глауком и дали може изгубениот вид да се врати на некој начин? Како што реков на почетокот, нема подобрување на видот. Видот е тој како што го има пациентот и постепено се намалува. Се намалува ширината на видот, периферниот дел на видот, постепено почнува да се намалува и централниот вид. Со очила тоа не може да се коригира, очилата не можат да помогнат, не се терапеутска мерка за глауком, тие се за рефракционите аномалии, за вродените и стекнати аномалии на рефракција. Но колку глаукомот може комплетно слепило да придонесе? Во многу случаи, за жал, постепено пропаѓаат тие нервните влакна од главичката на очниот нерв и се губи видот и доста е голем процентот на луѓе со изгубен вид од глауком, за жал, и во денешно време. Така. Но тоа е доколку хроничниот глауком не се лекува. Односно не се третира. Не се третира. Доколку се третира, значи може да си остане со одржува. Кај некои пациенти се реагира на терапија и се одржува на тоа ниво како што е било. Кај поголем број од пациентите, сега луѓето побрзо одат на лекар, информирани се, здравственото пресветување на поголемо ниво и така да одат на лекар, примат терапија, се подвргнуваат и на хирушките интервенции и со редовно давање на терапија, примање на терапија, го одржуваат тоа ниво на вид што го имат. А додека кај друга група од пациенти, и таа не е мала група, постепено се губи видната функција. И вие во вашата ординација ја одбележавте неделата за борба против глауком со бесплатно мирење на очниот притисок. Дали имаше заинтересираност и како помина неделата? Па како и секоја година луѓето идат, се информирани, тоа се повеќе од нив се стари пациенти што доваѓаат тука. Една недела, 5 дена се мереше очен притисок
И што покажа резултатите? Резултатите покажа поченци го имат проблемот, има и ново откриени, сега конкретно оваа година немаше така, повеќе доаѓаа постари пациенти, немаше ново откриени, меѓутоа имаше пациенти со на горната граница на нормалата што треба да доаѓаат да ја пратат ситуацијата, да се подвргнат на други овие испитувања што тука ние во Кочами не сме во можност да ги правиме, други овие диагностички процедури, како што е периметријата, тоа е видното поле, ширината на видот, нели рековме дека глаукомот прво го штетува периферниот вид и тука на периметријата или видно поле, како што пациентите го знаат, се гледа испадите на периферниот вид, испадите на централниот вид, тоа се проценува и така се одлучува дали на медикаментозна терапија или хируршка терапија. Так, со оглед на тоа дека оштетениот вид, односно оштетеното око од глауком не се лекува и не се враќа во нормала, дали може да се делува на превенцијата? Можеби тоа е и најважно. Што е оно што спаѓа во превенцијата за да може да се спречи глаукомот како заболување? Па превенција е сите луѓе што дојдат во очна амбуланта, поготово кај повозрастните популации, ние без разлика зашто дошол пациентот, мереме притисок, гледаме очно дно, па те наведува дали да се продолжи натаму со диагностицирање, со тие другите диагностички методи и така. Тоа сепак најдобро е редовно одење на прегледи, барем еднаш во годината да се прегледа очно дно. Да, колку тука исхраната има влијание, колку има улога витамините? Витамините и исхраната немат големо внимание, немат големо влијание на заболувањето, сепак генетиката е многу битна. Значи наследниот фактор е наследниот фактор и мислам самото око, неговата структура, дали ќе има покачен, мислам јака форма или ќе биде полесна форма за одржување. И така потоа, кога се веќе диагностицира, се знае. Ние ги праќаме во Скопје, имаме субспецијалисти за глауком, на очна клиника, одат, таму прават други испитувања, сега има и малку посовремено лекување, што се обавува во тие повисоки, на повисока инстанца во кабинетите за глауком, и така се на некој начин одржуваат. Целта на сите офталмолози е да се задржи тој вид со кој дошол пациентот на првиот преглед при диагностирање. Да. Затоа што поправка нема, Поправка нема оштетен, тоа е дел од мозокот, знаеме дека мозочните клетки се тие што немат регенерација. Меѓутоа може да се одржува. И треба да се одржува. Так, за крај, доктор, што би им препорачале на сите оние кои, кажавме, асимптоматско заболувањето, ги немаат симптомите, значи дали редовните контроли се многу важни? Редовни прегледи фактички се многу важни. И така, оние одат сега има, нели, во работните организации систематски прегледи, па таму офталмологот треба да погледне очно дно, да го наведе дека пациентот мора да оде, да отиде во очна амбуланта, во нашите примерни амбуланти, па после тоа е работа на офталмологот, каде и што натаму ќе го препратува и како ќе го третира пациентот. Затоа се и тие недела за борба против глауком, едукативни кампањи против тивкиот крадец на видот, кој може да се спречи, подобро се спречи отколку да се лекува, нели. Доктор Јаски, се заблагодарам што издвоивте време за нашите гледачи да можеме да објасниме каква болест е глаукомот, колку може да биде опасен за видот и дали навремено треба да дојдат луѓето на лекар, колку е важно навремената контрола и прегледи. И понатаму ќе се работуваме, има зашто да се зборува на разни теми во врска со болестите на очите. Ви благодарам. Благодарам и на вас. Почитувани гледачи, тука ја завршуваме емисијата Здравјето е се. Разговаравме со доктор Вирка Петрова, специјалист офталмолог за тивкиот крадец на видот, глаукомот, кој е многу опасна болест за очите и комплетно може, нели, да се изгуби видот. Ви благодариме за вниманието, се гледаме следната среда во истиот термин, а ви до тогаш останете ми во добро здравје и слушајте ги советите на нашите лекари. Довидување.